60-годишниот сон на преспанци почнува да се остварува. Од 1967 година затворениот граничен премин Маркова нога во Преспа, а кој ги поврзува Македонија и Грција, за 16 месеци повторно ќе биде ставен во функција. Со денешното поставување на камен темелникот беше означен стартот на градежните работи за проектот кој ќе опфаќа изградба на административна зграда на Царинската управа на површина од 360 метри квадратни, изградба на канцеларија за осигурителна компанија, армирано-бетонски пропусти, подпорни ѕидови, водовод и канализација, 3 нови улични делници, како и јавни тоалети. Вредноста на проектот, кој е дел од програмата ЕУ за Преспа, а реализиран преку UNDP во партнерство со националните и локалните партнери, изнесува 14 милиони евра. Проект кој е од исклучително значење за нашиот регион, за двете страни, проект кој ќе го заживее овај дел од Македонија. Се надеваме на многу позитивни приказни во иднина, развој на туризмот, поголем проток на луѓе, се разбира и локалното население да го види својот бенефит од овој проект. Навистина ми е мило што сум денес тука, затоа што изградбата на овој граничен премин ќе ни покаже дека економскиот напредок и изградбата на овој прекуграничен премин, односно граничен премин и прекуграничната соработка можат да одат рака под рака со одржливоста во животната средина. Ви благодарам. За Европската унија далеку поважно која е визијата на граѓаните од трите страни на Преспа и мислам дека тоа што е најважно е да се има визија која што ќе биде фокусирана од луѓето за луѓето и исто така визија која што ќе биде фокусирана на размената на искуствата од трите страни на границата, економскиот развој, повеќе можности, економската одржливост, како и зачувување на Преспанското езеро. На денешното поставување на камен темелникот присуствуваше и премиерот Христијан Мицкоски, за кого отворањето на овој граничен премин ќе биде од огромно економско, туристичко и културно значење за двете соседни земји. Е само уште еден чекор кон поврзување на двете Преспи од едната и од другата страна на границата и мислам дека овакви примери се позитивни и за двете држави и во таа насока треба и понатаму да се градат односите, да се поврзуваме, затоа што само на тој начин можеме да бидеме во оптиката на поголемите држави. Со оглед на фактот што отворањето на овој премин е производ на Преспанскиот договор, Мицкоски, одговарајќи на новинарско прашање, појасни дека тој не е човек кој ги менува своите ставови, но бидејќи тој бил реал политичар, кој политиката ја разбира како уметност на можното, ќе продолжи да се бори со сите други можни средства за сите неправди кои се случиле на Македонија во изминатите 7 години да бидат исправени.